Благодарам, председателке. Три контрааргументи за да не се стекне погрешен впечаток. Мислам дека треба да се напушта премисата на наши и ваши подобни и неподобни. И мислам дека е крајно време за тоа и никој мислам дека во претходните 10 месеци не гледа така на работите, туку гледа професионални и непрофесионални. Професионално е тој кој што е избран за председател и подпредседател на оваа комисија да дојде тука и да одговора на прашања. Јас добив информација дека нема да дојдат затоа што биле лути, бидејќи ние го изглашавме извештајот од 2023 година негативно. Тоа за мене не е професионално. Сега, можеме ние различно да ги толкуваме работите, но исто така е факт дека вие кажавте студент кој што има оценка 9,5 или така натака. Но едно е студентот да ја заслужи таа оценка со знаење, друго е со препишување. Ако ја заслужил со знаење, во ред. Ако ја заслужил со препишување, тогаш имаме проблем. А каде е нашиот проблем? Тоа што имаме држава која што е потоната во криминал, особено со тендери, и секој ден вие кога ќе отворите некој агрегат на вести, гледате дека некој е уапсен. Не е уапсен бидејќи бил чесен, туку е уапсен бидејќи сторил криминал со јавните набавки. Не поминува ден ние да немаме од некој таков случај кој што ги демонира медиумите. Зошто е тоа така? Не можеме да кажеме дека оваа комисија немала никаква надлежност. Имала. Имала и тоа се гледа и во извештаите. Зошто не одлучувале по нивната надлежност? Мислам дека тука сите знаеме. И јас како пратеник подеднакво имам право да го добијам одговорот на тоа мое прашање. Како се одлучувало таму? Зошто се поставил системот така да никој кој што сака да има некаков правен лек не може да го добие? Тоа е нешто сосема друго. Ако зборуваме и за процентот колку од тие кои што добиле некаква одлука од оваа комисија отишле на суд, тоа не сметам дека е аргумент кој што идеше во насока на подкрепување на вашите аргументи, туку во насока на подкрепување на нашите аргументи. Зошто луѓето одлучуваат да бараат толку малку проценти правна заштита од судовите, затоа што знаат однапред како ќе заврши одредена јавна набавка, бидејќи ние имаме истражувања колку од вкупните јавни набавки ги добиваат неколкумина фирми. Тие фирми можеме да видиме кои функционери се, доколку се блиски и така натака и така натака. И зошто луѓето одбиваат да поднесуваат жалби бидејќи однапред знаат како ќе завршат. Тоа е легитимно прашање кое што јас сакам да го поставам. Тоа е прашањето кое што надвор од убаво средените извештаи кои што се средени графички со табели и со флаери, јас сакам да го дознам. Како граѓанин имам право да дознам каде биле трошени моите пари. Некој треба на тоа прашање да ми одговори. Од аспект на законот за јавни набавки, ве замолувам кога ќе разговараме од тој момент натака да се повикуваме на точни факти и на аргументи. Не е точно. Еве ќе проставаме на друго прашање. Можеби на вас, затоа што не можам на тие кои што ја представуваат институцијата. Не зборам за пратеникот, туку зборам за секретарот на комисијата. Точно е или не е точно дека има двајца кои што имаат добиено обвинение од таа институција, Комисија за жалби по јавни набавки, затоа што процесот на проверка отпосле, како што беше така и во стариот закон, не го спровеле како што треба. И што има лошо како експерт од таа област, кој што го познавате, таа проверка да се врши од претходно. Кога ќе започне набавката, тука да видиме дали документацијски е се во ред. И јас сум еден заедно со луѓето што ги гледате тука потписници на тој закон, сум го бранел и ќе го бранам. Тој закон има поминато и антикорупцијска проверка од Државната комисија за спречување на корупција. Дали знаете зошто еден од тие мотивите да биде проверување на почеток, бидејќи кога ќе завршеше проверката на крај, вие имате колизија со две институции заедно со бирото и на крај суштинската потреба или суштинскиот белег на тој закон е кога ќе заврши постапката економските оператори да не си ја знаат цената меѓу себе. Нели е така? Затоа има надавање, тоа е тајно. Затоа понудите ги праќаат во писмо и затоа вие имате комисија за избор, за да не си ги знаат понудите еден со друг. Кога вие на крај за една иста набавка, само извинете, ве молам да завршам. За една иста набавка го враќате на првобитно надавање, прво тие си ги знаат понудите едни меѓу други, или во крајен рок ги доведувате заради итност, тој што води институцијата да се договара во 4 очи. Тоа се легитимни прашања кои што сакавме да ги поставиме, но ете немавме можност.